Дали Штип конечно треба да се приклучи на хидросистемот Злетовица и долгорочно да го реши проблемот со вода за пиење? Ова повеќе не е дилема за градоначалникот на Штип Благој Бочварски, ниту за експертите. Верувам дека во 2018 општина Штип ќе може да користи вода од хидросистемот Злетовица. На нас ни од интерес час поскоро да биде тоа. Актуелното техничко решение на хидросистем Злетовица е такво да не нуди испорака на стабилизирана вода, туку водата од браната Злетовица се пушта низводно и се зафаќа со странични зафати. Факт е во моментите кога има интензивни врнежи од дожд, значи имаме проблем со матноста. Тие денови се околу 50 до 60 дена во годината. Токму оваа последната со матната вода ги мати размислувањата на граѓаните на Штип, кои вчера гласно размислуваа на оваа тема. Како прво, непознавањето на материјата од ова доведува до заблуда кај луѓето. Како прво, Злетовица е направена врз база на притоки реки, ама тамо имаме јадро на руда. Имаме оѓалиште на руда, ураниум и ред други работи. Значи, водата не смее да се користи за пиење од Злетовица. Не смее. Секако, освен ова имаше и поинакво размислување. Бунарите се многу стари, тоа знае цел град, а покрај нас на 5 км мине цевката од хидросистемот Злетовица. Би требало да се покрене на поголема иницијатива за да пиеме поквалитетна и подобра вода. Различното размислување и крајната одлука за користење на водата од овој скап систем не пречи, но се надеваме дека таа повеќе ќе биде експертска отколку политичка, но не смее да биде потценето ниту јавното мислење. Народното искуство секогаш има што да им каже дури на експертите, а поготово на политичарите. Од тука, пред било која одлука да биде донесена, веројатно во предвид ќе бидат земени сите мислења за недостатоците и предностите на овој систем.